Владеачката ХДЗ на актуелниот премиер Андреј Пленковиќ е убедлив победник на вчерашните парламентарни избори во Хрватска. Државната изборна комисија соопшти дека ХДЗ освоиле дури 68 мандати наспроти социјалдемократите на Давор Бернардик, кои доживееа пораз и освоија 41 пратеничко место во новиот состав на Хрватскиот сабор. Претходно на 21 јуни Српската напредна партија на председателот Александар Вучик беше апсолутен победник на парламентарните избори со освоени 60,65% од гласовите. На коалицијата која предводи СНС, оваа победа и донесе 188 мандати и двотретинско мнозинство наспроти Социјалистичката партија на Србија, која доби 10,38% од гласовите или само 32 мандати. Останатите места им припаднаа на помалите политички партии. Во март годинава десничарската Словенска демократска партија на Јанес Јанша победи на парламентарните избори. Според избројаните гласови, Јанес Јанша освои 25%, додека листата на Маријан Шарец освои 12%, Социјалдемократската партија 10%, додека партијата на модерниот центар на поранешниот премиер Миро Церар освои 19% од гласовите. Лидерот на грчката конзервативна партија Нова демократија Киријакос Мицотакис дојде на власт со убедлива победа од 159 пратенички места на предвремените парламентарни избори, кои се одржаа во јули 2019. Во Бугарија во 2017 победи десничарската конзервативна партија Граѓани за европски развој на Бугарија. Актуелниот премиер на Унгарија Виктор Орбан и неговата партија Фидес победија на парламентарните избори во април 2018 и освоија трет последователен мандат поред. Десницата остана на власти во Австрија победливата победа на партијата на Себастијан Курц на воредните избори кои се одржаа на 19 септември 2019. Народната партија предводена од канцеларот Курц однесе чиста победа на изборите, освојувајќи 37% гласови, 6% повеќе од претходните избори, наспроти социјалдемократите кои освоија 22,5% гласови. Практично во најголем дел од регионот на власт се десничарските партии, блиски или сестрински со ВМРО од ДПМН.